Тензична јавна расправа во Пехчево за проектот според кој Пехчевската депонија треба да биде меѓуопштинска за Малешевијата. Пехчевци не го сакаат ѓубрето од Берово. Знаете ли вие дека таа депонија што ќе направите и нешто ќе е туристичко место? Дека е туристичка населба. Таа населба направите цела депонија. Повикувам го населението на Пехчево и на општина Пехчево, бидејќи еднаш се направили грешка и се изгласали така што не треба да се изгласа и градоначалник и советници. Повикувам го на граѓанска непослушност. Според дел од присутните, ова е непристоен предлог од експертите, бидејќи Пехчево е 3 пати помала општина од Берово. Тешко да ќе може да на еден подолг период да собере ова, да го собере ѓубрето и од Берово. Та нема туку услови, нема таков капацитет. Нити е тоа припремено, нити е припремено, тоа е на превар. Неодговорно, крајно неодговорно. И за опозицијата ова е неприфатлив предлог. Се врши едно грубо прекршување на основните човекови права на нас како граѓани на општина Пехчево со самиот начин што ѓубрето или сметот од општина Берово ќе се префрла во општина Пехчево. Во новата Пехчевска депонија годишно се собираат 3000 метри кубни отпад, а Берово произведува ѓубре најмалку 3 пати повеќе од Пехчево. Консултантот што бил за да процени дали од беровска страна може сметот да се носи во Пехчево, не сме консултирани, значи не сме прашани, а имаме предлог, значи во близина имаме, тоест во Беровскиот атар има капацитет и за двете општини да се собира сметот. Според експертите, Пехчевската депонија е со помал ризик и најсоодветна за собирање на отпадот во преодниот период од 4 години, кога треба да отпочне со работа регионалната депонија на Истоков. Иако Берово е поголема општина, значи генерира поголеми количини на отпад, нивната локација е несоодветна и нема простор да го прими отпадот кој го генерираат и е многу ризична. Затоа се одлучи да, како најблиска соседна општина, и позицијата на Пехчевската, самата позиција на Пехчевската депонија е многу посоодветна и има капацитет, проценето е само во овој период додека се изгради регионалната депонија. На Истоков до 2020 година ќе останат само 3 меѓуопштински депонии, а според проектот во нив ќе се инвестираат 10 милиони евра за опрема и селекција на отпадот. Жешкиот костен за одлуката дали Пехчево ќе прифати нивната депонија да биде меѓуопштинска во Малешевијата, сега е во рацете на советниците.